Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечера разговарам со еден многу интересен гостин, по многу нешта необичен, исклучително успешен бизнисмен, исклучително успешен градоначалник, крајно непосреден во односот со луѓето, па и со медиумите, ако сакате, некој велат и контроверзен, во секој случај верувам дека ќе го задржиме вниманието ваше со неговото вечерашно гостување во Заспи, ако може. Зборувам со градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Добра вечер. Добар вечер, благодарам за убавата најава. Да. Градоначалнику, се случуваат многу интересни работи во државата, трае судењето за трагедијата во Кочани, кривични пријави доби ваш поранешен колега, ако така можам да кажам, Фатмир Дехари од Кичево. Пријава има и за поранешен министер за земјоделие, меѓутоа јавноста е окупирана и натаму со скандалот со српскиот пејач Аца Лукас. Не можеме да избегнеме да не прокоментираме за оваа тема, затоа што се случи во вашиот град, во Кавадарци. Вие бевте на некаков индиректен начин учесник во целата работа и ќе ве замолам малку повеќе да објасниме. Аца Лукас најпрви рече дека веќе нема да влезе во Македонија додека оваа гарнитура е на власт. Многу чудна изјава, морам да признаам, а потоа најави дека ќе прави во декември хуманитарен концерт во Скопје, концерт на кој што парите ќе ги додели за семејствата на страданите во Кочани. Вака би рекол убаво, иако она што се случи во Кавадарци него му направи, ми се чини, антиреклама, прилично негативна една конотација се создаде околу него. Така, значи, како што кажавте, повеќе настани, кривични, негативни или позитивни би ги рекол во делот на решавањето на некои наталожени проблеми. Еднаш за сегаш државата треба да стави ред и поредок во делот на функционирањето, без разлика кој од која политичка партија доаѓа и од која позиција на владење. Јас сум веќе 8 години градоначалник со мандат трети, кој што го отпочнавме да го работиме и да функционираме. Не би дал толку значење на целиот случај што се случи во Кавадарци, меѓутоа би дал еден почеток на нешто кое што треба да нема крај, треба да не се опри тука и треба да продолжи до решавање и воспоставување на систем во државата. Искрено да ви кажам, настанот во Кочани кој се случи, лично бев и погоден, меѓутоа и бев инволвиран во тој центар за управување со кризи како градоначалник во делот со други ресурси што требаше да се помага и утрото и наредните денови. И не можам да ги заборавам тие моменти и слики и мислам дека цел живот ќе живееме со тоа што за жал го изгубивме во една минута, во еден момент. И би кажувал дека самата група ДНК наредниот викенд требаше да настапува во дискотека и во Кавадарци, да, каде што ги беа и блиски пријатели, познаници и пријатели меѓу погинатите деца, луѓе и настрадени. Тоа ни даде за право да не само размислиме, него да видиме во кој правец движи нашето општество, каде излегуваат нашите деца или каде излегуваме и ние како возрастни луѓе и дали системот во државата функционира. Многу критики имаше тука, имаше многу напади, како требало да биде, па што можело да се спречи, што не можело да се спречи. Јас не размислувам така, затоа што мислам дека тоа е наталожен проблем од минати години и во еден дел само ескалирал проблемот, каде што дошло до една обилна, не би рекол несреќна катастрофа, немам зборови како да опишам, која што со ништо назад не можеме да ја вратиме за жал. И мислам дека поготово нашите генерации помлади тоа си го носиме со себе, а најмногу семејствата на оние загинати деца и луѓе кои што веќе ги изгубија трајно. Сакам да кажам тука дека во тој момент кога како градоначалник се среќи 8 години во тој период, во делот на законот за угостителство, ја верувам дека 95% градоначалниците не беа и не знаеа и не им беше јасно дека имаат одговорност или имаат дел во делот на сегментот за туризам и угостителство. Законот за угостителство, за жал, во Македонија се уште не е пречистен и точно не се знаат кои ингеренции на која институција спаѓаат. И каде се испрепетуваат? И каде се испрепетуваат. Дали во локална самоуправа, дали во државен пазарен инспекторат, дали во управа за јавни приходи или дали во полициска станица или во МВР. Неге што било едно исто,
пред 90 години или 91 функционирале на ниво на локална самоуправа. Во делот на одговорноста, која што ви кажувал дека заедничка одговорноста, не би зборел повеќе во тој дел, затоа што во тек е и самото судење, и тоа уште многу време ќе превлекува меѓу нас, и во целиот дел мислам дека само можеме да извлечеме една поука од цела ситуација, дека од тој ден треба да не дозволиме такво нешто да се повтори ниту во најмал размер, а не да Боже во таков. За жал, пак ќе повторам, не сме можеле да реагираме претходно и да предвидиме нешто кое што се случува во Кочани. Па пример, ако имаме дискотеки, најмногу очекуваш во поголеми градови или било како, а во Кочани да имаш нешто кое што со години се преолеколо, тоа е веќе пропуст на сите институции кои што функционирале, а поготово и од локалната власт кои што најдобро знаат што имаат во својата локална самоуправа или во својата општина. Можеме да се обвинуваме едни со други, меѓутоа не е цела ситуација да извлечиме поука. Ја би кажал само еден момент како една вистинита приказна. Се сечувам, баш сега и пред да доаѓам нека емисија, се сетив негде на еден период пред 5 години наш сограѓанин кој што беше женет во Кочани и функционирал со некаква пицерија и одлучи човекот да се врати во Кавадарци, да си отвори пицерија и дојде кај мене како граначелник, вика се враќаме дома, бев таму женет, сега фамилиарно се враќам да отворам пицерија, кои се условите, викам условите се знаат кои се, по закон, по прописи. И така на едно кафе, мојот разговор, значи Кочани во минативе години било мета на некакво рекетарство и мета на незаконски одредени формации кои што наплатувале рекет месечен врз основа на дејноста и бизнисот кој што сте го работеле или го работите. Тоа им беше кажано од самата личност, дека ако работиш кафич, плаќаш 500 евра на таа агенција, ако работиш пицерија, плаќаш 200 евра. Јас гарантирам дека во Кавадарци, барем за таму можам да гарантирам, дека такво нешто не постои и дека пред призмата на пари или некакви услуги, ниту една институција не подлегнува и функционираат сите во делот на нормалните прописи. Самото тоа ми дава за право да размислам дека локалните власти, без разлика од пред 4 години, 7 или 6, морале да имат информација за тие ситуации, дека таму имало групација која што на тие начин функционира. Ако имаш таква групација која функционира на таков начин, таа е моќна групација каде што ќе влијае на самите институции. Сега зошто институциите во даден момент не презеле овака или онака, тоа е веќе тема на дискусија која што треба понатки да се разгледува. Системот кој што треба да го воспоставиме, Кочани за жал се учиме на грешките и се учиме да ги прочитаме законите и да ги ставиме сите во обсек или во оптик законите и да имаме барем на 2 недели еден координативен состанок со полицијата станица, со пазарната инспекција, со дирекција за спасување, со УЈП, со сите, за да знаеме нешто што имаме во градот. Сите знаеме дека еве Кавадарци е негде околу 37.000 жители, Кочани е 20.000 жители, имаш 4-5 кафетерии, 1-2 дискотеки и малте не тоа е целиот систем за ноќен живот. Може да се проверува, така. Може на дневна база да го провериш, ако буквално се сака да се провери. Не викам дека нема пропусти секаден во државата, али тие пропусти, јас имам една дивизија да не бидат по загрозување на гостите или по загрозување на здравјето на самите оние кои што таму дошле да се напијат кафе, да се журкаат или да си поминат една вечер каде што мислат да бидат буквално гости. Така. И сега, градчанко, морам да ја прашам. Вие дадовте изјава дека не смеело да се дозволи во Кавадарци Ново Кочани, природно. Меѓутоа, многу, можеби медиумите се виновни, можеби изјавите на самиот пеач од Србија, можеби да изјави на некој, на самиот собственик на локалот, дадоа една така поизмешана приказна. Значи, Аца Лукас би дошол да пее во Кавадарци, во одреден локал, Рома, чинам се вика, требало да пее надвор, потоа било донесена одлука дека нема да пее надвор, туку ќе пее внатре во локалот. Полицијата влегла, од она што успеав да го видам, затоа што во локалот имало повеќе гости отколку што дозволува неговиот капацитет. Имало забрането, односно се пушело внатре, тоа го видов како информација, а и самиот пејач немал
дозвола практично за работа. Она Самиот пејач кажа дека му било срам да биде приведен пред 2000 луѓе. што е многу чудна изјава. Јас го слушнав тоа од Дека него. јас бев приведен пред 2000 луѓе. А од друга страна викам имаше нормален број на луѓе. Значи контроверзни се изјавите. Ја ќе кажам индиректно и директно тоа што го знам за организирање на овој настан. Рома кафе постои 21 година во Кавадаци и ќе постои, ќе функционира се додека си работи нормално и законски. Рома кафе како кафич има негде над 60% изнаемено јавна прометна површина, а 40% е деловни простори кои што се дел од зграда и си плаќа кирии на собствениците, а другото го плаќа на општината како јавна прометна површина. Собственикот ме повика неофицијално, му кажав да поднесе документи официјално, испадна комисија на лице место, направија увид и кажаа дека тука нема услови од она што го бара собственикот и на обемот на големината да не ја издаеме како општина плюс дополнителна јавна површина, што ќе земевме некаков вид на сума и пари како општина и дадовме негативно решение. Покрај тоа собственикот не се повлечи од организирање на тој настан или концерт што би сакал после малку да разговараме што е концерт, што е настан, што е кафетерија, што е дискотека. И во делот на тоа, ја од моја страна му беше укажано дека треба да си ги провери сите и локални институции, меѓутоа и државни институции дали исполнува услови за таков настан. Тој пушти допис до сите институции, до Пазарна и до УЈАП и до МВР и секаден. И на прашањето зошто не е прекинат концертот пред да почне, јас само ќе дадам еден краток одговор за тоа што собственикот беше повикан во полициска станица и претходно укажано, али официјално повикан во петкот во 11 часот, а концертот треба да почне петок во 22. Повикан пред сите овие институции што ги споменав, ДЗС, ДПИ, УЈАП, општина Кавадарци, полициска станица, апсолутно се што треба да се и му беше укажано дека бројот на гости и сите други критериуми треба да бидат запасени. Фискализации, све, дека ќе има контроли и дека контролите нема да бидат избежни и дека не се за него контролите. Ние во таа вечер имаме од мои сознание негде 8 или 9 објекти проверено со исти состав на институции кои што се Значи за сите било еднакво. Тоа што случајно Аца Лукас бил тамо нема врска. Апсолутно. Аца Лукас нас не е ниту таргет, ниту ни интересира, ниту ништо. Само се надоврзувам на мојавето дека мојата сопруга и мојата сестра со женско друштво биле присутни во објектот. Да, беа присутни во објектот. Тоа го рече господинот. Да, беа присутни во објектот, си платиле карта, си земале ваучер за маса и биле присутни во објектот. Да, и мојот син со неговите другари бил присутен, така да тоа дава за право да кажам, без разлика дека моето семејство е таму, дека тој ќе биде поштеден или нема да има контрола или ќе се одржи нешто нелегално што треба да се одржи. Проблемот е тоа што во полициска станица е воден записник и му укажано на собственикот и собственикот укажува дека има комплетно организирање, обезбедување, стандарди за работа и се ќе биде запасено. И сега вие не може да му кажете немој да правите концерт, немој да правите настан кога ти укажано тврди ги исполнуваш условите. И на крајот од денот, додека нештото не се случи почетно, вие не може како институција да го прекинете тој настан. Некој може да дојде сега во телевизија да рече го прекинуваме настанот заради тоа и тоа, ама пред да почнеме веројатно не може да прекине, нема настан, така? Да. Значи полициска станица заедно со контрола и со план направен однапред, заедно со сите институции имаат координативен состанок некаде околу 20:30 до 21 и излегуваат на терен во 21:30. Концертот треба да започне во 22, тие во 22:20 се веќе влезени во објектот. И првично, јас што имам информации и она што го збориме, се констатира дека внатре има преголем број на луѓе, некој околу 700, продадени околу 740 карти и дека изведувачот настапува на сцена и внатре дека нема услови за такви бројки. А колку има капацитет реално тој? Реално капацитет е околу 180 до 200 гости. Па тоа е пута 3, пута колку му дојде, апсолутно толку, пута 3, пута 2 или 4, без разлика. И сега, тоа го констатира ДПИ, го констатира УЈАП, го констатира МВР. Нормално тие се леванти, фактично ние им веруваме во бројките кои што ги бројат и тука немаме дилема. А и од исказите на настапувачот дека имало 2000 луѓе, али не се 2000. Нека се 740, нека се и 600, без разлика. Бројките се испаднат, институциите ќе си кажат.
И врз основа на тоа дека имаше инспектори за странци и трудов инспектор, утврдуваа дека изведувачот не е пријавен во агенција за вработување и во труд и социјала за настап. Значи, тој рече дека дека им дал копија на пасош. А тоа не е доволно, јас идам во Германија со пасош и сега можам да настапувам као градоначалник таму. Се разбира дека не, да. Апсолутно нема властување. Значи да изведуваш работа, дали си новинар, дали си уметник, дали си изведувач или пеач, треба да ти биде наставно пријавен и нормално соодветно да си платиш врз основа на приходот кој што го земаш во страна држава. Во сопствената држава треба да го направиш тоа, а најпред па во друга држава. Без разлика што ние немаме ништо против ниту србите, ниту Аца Лукас, ниту никој. Напротив, еве кажавме дека има публика и дозволено да настапе. Тука можем да заклучаме да кажем три моменти. Дека и МВР, и УЈП, и пазарна инспекција и сите други кои што беа таму го одбрале најправилниот начин како да таа толпа на луѓе и маса на луѓе од 700 кои што се делумно конзумирани со алкохол, расположени, платиле по 300 евра за присуство на настан. Мора да признам, опасни цифри се тоа, добро? Или 1000 денара само за влез и при тоа да го прекинеш концертот, а да не таа толпа на луѓе да треба да ја разбиеш во еден момент, пошто може да настанат и несакани моменти при самото тоа. Од тоа што знам, пеачот е повикан да дојде врз основа на констатиран прекршок, а кога се констатира тако прекршок дека странец изведува работни односи без дозвола, се повикува полициска станица или се зема со полиција за да се констатира прекршокот и се изведува пред судија на прекршок за да му се одреди парична казна или ослободување, тоа одлучува судот. Се разбира судот. И во тој дел, јас ќе кажам дека МВР и сите други кои што ги спомнав пред малку, најтранспарентно, најкоректно. Не отидовме таму ние со специјалци, не отидовме со маскирани полицајци, не отидовме со специјална униформа. Тој самиот рече дека не бил приведен во смисол лизици да му става, туку му рекле повели дојде во станица. На крајот неговото инсистирање било да дојде со негова кола. Во ред нема проблем, повели. Вози си каде е станица, вози позади полицајци со кола, дојди со твоја кола. А зошто го држеле цела вечер? Тоа беше едното плаките. Сега, јас не навлегувам во тоа кога ќе влезеш во полициска станица, колку време треба да се утврде записникот, да се даде изјава, па кога си влегол да се провери на граница, па колку време треба да се констатира тоа. Дека судијата го чекал. Па нормално дека треба да се чека судија. Само една кратка анализа или паралела. Ако ја фатат у страна држава, со прекоумерена брзина над дозволеното 30%. Каде ве носат? Во полициска станица веројатно. Од полициска станица ве носат на судија за прекршок. Колку време трае тоа? Веројатно че часови со часови. 4, 5, 6 часа. Ако е највечер, сигурно чекаш до сабајле до 8. Без разлика дали ти имаш температура или си болен или брзаш. И дали се викаш стигнеш. вака или онака, така? Не е битно апсолутно. Така да мислам дека најтранспарентно, најобјективно и сите услови во полициската станица, тоа што го знам, му се дадени. Дали треба пијалок, дали треба храна, дали треба тоа, и сите разговарале најнормално со него, што е невообичаено, але сепак е еден уметник кој што како држава ние сме го ценеле. А зошто викам сме го ценеле? Ќе ви кажам за тоа што неговите изјави кои што ги дава, а поготово изјавата на неговиот менаџер, кој што ја дава од кревет легнат вечерта, мислам недолична. Исклучително дрско, нема тука што. Дрска, недолична изјава, вреđајќи го премиерот, вреđајќи ја владава, вреđајќи ја државата, осеќа се небезбедно во Македонија. Мислам дека он е во Македонија побезбеден него во Србија. Тоа е моје мислење. Човекот настапувал стотици пати тука, да, не е никој. И никош не фалело ништо, и ова вече не фалеше ништо. И на крајот од денот да ова го политизираме до највисоко ниво и да го мешаме централната власт, да го мешаме премиерот кој што ја гарантирам дека не бил информиран, не знаел и нема потреба да ја информира. Имате вие представа како воопшто дојде до идејата? Господинот Лукас да вели нешто лично имаат против мене директно од врвот на државата. Мислам дека тоа е за публицитет. Моје лично мислење, вака да не добро звучи вака. Да, добро звучи. Ја би рекол, премиерот се занимава со мене. Па јас сум прилично сигурен, се не може да тврди човек дека премиерот на Македонија. Ја гарантирам дека од тоа што го знам дека ниту премиерот ниту некој од централната власт беше известен. Началниците на ОВР, на СВР и на РЦ Југ и пазарна УЈП инспекторите со подрачните единици си преземаа мерки до крај. Ако не преземеа мерки до крај, што правевме тогаш? Тогаш бевме мета на осуда, на напади и со пријави. Во делот на она што значи заштита на луѓе, на деца и на се,
немаме дилема дека тоа ќе го постапиме веднаш. Веднаш кога ќе се утврди дека има Тоа се утврдува прекршоци. веднаш се постапува. И кога ќе утврдиш тој прекршок, мавар има стручни луѓе и УЈП има искусни инспектори, го бараат наједноставниот начин за тој објект да се обезбеди, односно масава да се испразни, а да не се створи покрај тоа нека не знам, тепачка, па несогласување, па за тоа што некој потрошил, па и собствени пари на крајот од денот. Сега господинот собственик на овој кафе, на кафето Рома, господинот Атанасов, вели контролата започна во 23 часот, траеше до 00:10 и вели спомнува дека и вашето семејство било што вие не негирате апсолутно. Не се користела јавната површина, тротоарот не се користел согласно насоките од општината во ред. Тоа го потврдува, меѓутоа тој вели дека безбедноста во самиот локал била апсолутно загарантирана, иако мислам дека меѓу редови прифаќа дека имало повеќе гости отколку што смее да има. Јас него лично го познавам и се знае можеби 30 години, од дете го знам, небитно. Добро. Цел живот е угостител. Не му замерувам ниту за изјави, ниту за деманти, нормално има право да се брани и да прави се, меѓутоа да не ја префрла вината на други, затоа што во делот на безбедноста ниту јас, ниту он е компетентен да каже дали имало безбедност, ни мерки или нема. Спомнува некакви ваши лични случаи во Рома кафе, затоа можеби не сакате да го Не коментирате. бе, зашто не, нема што да крием. Да, вели дека најодговорно тврдам дека објектот Рома кафе ги има најбезбедните услови, а градоначалникот многу добро лично го знае од своји лични случаи во Рома кафе. Тоа е провокација што ја би ја прифатил и не имаше за тоа една случка каде што има и пријава за иста работа, на негова дозвола и сите работи и он тука сака да каже дека имам јас камери, кои што тие камери беа извадени, беа во моја корист камерите во тој дел, тоа е уште пред да бидам градоначалник, да знам дека има камери во објектот, нека ги изваде камерите од објектот, нека ги приложи на било кој медиум и да видиме еве колку луѓе имало. Ако некој лажи или некој лажира во цела ситуација. Клучното прашање е друго. Клучното прашање е да не се тргнеме од одговорност. Ако сгрешиме и се решава тоа со парични средства, Плати си. јас сум најсреќен. Али ако сгрешивме, се зборам Не во дај множина, Боже да се случи нешто. или да се како случи на некој да му фали нешто, тоа не се исправа, а не дај Боже па да го спомниме Кочани кој Така е, што не дај Боже. морбитно е да збориме кога во еден момент се имаш судење кај што самите родители на децата кои ќе ги изгубија се враќаат на моментот пред да ги изгубат децата. Значи ние сега губиме нација, губиме еден град од 20.000 жители, 30% градот е нас уништен. И сега имаме процеси, судења, па ќе има обвинувања, па ќе има заштита на сведоци. Сето тоа ќе биде многу мачно, апсолутно. Многу мачно и не знам колку родители ова ќе го издржат цело што се случува, затоа што емоциите и чувствата се Така е. неограничени. Ја ќе им држи. Морам да ве прашам овде уште една работа. Него прочитав ова кај господинот Атанасов, меѓутоа кулуарски вака, злобни јазици и велат, намерно му го правите ова на господинот Атанасов, тоа што вие имате ваши локали во градот и сакате вашите да бидат подобри и да му направите штета. Сега, ова се кулуарски муабет, апсолутно не... Не знам, тоа во него изјавува? Не, кулуарски. Реков, се шират вака низ. Мислам дека он е најелоквентен во муабет и најкомпетентен да каже дали тоа до сега се случува. Ако има нешто тако, нека каже. Јас мои локали немам, имам објекти на компанијата, кои што не е наша компанија, и кои што се дучани или објекти во едната работи кафич, уште еден кафич, еден ресторан и една дискотека, кои се исто толку контролирани колку секој еден објект. Тие ги работат посебни правни субјекти, веќе по 10 години, 15 години, и си имаат собственици своји, на нашата фирма само плаќаат фиксна кирија, а делот на профитот или загубата или било што се го менаџираат во делот на. Но ригорозни се контролите и за нив, еве ова да го расчистиме. Нема затоа што знам човека приказна, ќе им попуштаат на Јас нив. гарантирам дека во тој дел имаат исти третман како сите други објекти. И сегаш кога седиме со угостители у Кавадарци, го разговараме ова дали било кампања, пред кампања, дали било сега, они имаат здружение на угостители у Кавадарци. Овој соседникот Рома беше и председател претходно на здружението и сегаш било према сите исто постапено и према сите биле опоменати или казнети соодветно врз основа на прекршкот кој што е направен. Така да јас би кажал и према УЈП, УЈП е
компетентна да изваде за сите објекти угостителски у Кавадарци една картица или еден биланс за 3 години, кој колку промет пријавил, каков промет пријавил, какви добивки пријавиле, колку дневен промет, колку вработени има, тоа е докажлива работа, не е и чезлива работа и знаеме кој колку функционира и работи во општина Кавадарци. Во делот на она што го спомнав преска, мислам дека че треба да се направи и пречистени закони и закони да се сменат што побрзо во државата за угостителство, затоа што реакцијата најмногу кај луѓето е дојдена сега, вика ги измешавме работиве, не знаевме што е кафетерија, Што е дискотека, што е ноќен клуб, што е кафетерија или односно извини кафе-бар или нешто друго. И што е настап, што е концерт. Ај сега замислите, така, вие сте од Скопје поголем град, и у Скопје имаш 10 кафетерии у град, немаш милион, кои што функционираат подобро или уште 20 послабо малски работат. Ако во петок тие кафетерии од 21 час сите стават влезница 1000 денари и организираат некој настан, без разлика кој учествува на настанот, вие со сопругата или било кој друг, кај ќе пиете кафе? Ќе платите влез за да пиете кафе 1000 денари? Нема теорија, така е. Значи, кај не се измешава работа. Ако е кафетерија, е кафетерија. И според мене, логично е да кафетерија не смее да наплача влез. Па така и треба да биде ова сега веќе. Ако некој наплача, затоа што ова така треба да биде. Ако некој наплача влез, тоа треба да биде дискотека, кафе, одnosno кажи го кабере или нешто друго, каде што се оде после 00 и се работи до 05. И одат само полнолетни лица. Во овие кафетерии, вие што ги кажувате сега и јас што ги изборам, дозволено до 00 да одат и малолетници. Така е. И сега и малолетници треба 1000 денара да платат влез. Како тогаш има социјален живот, како ќе имаме дружба, каде да идат овие луѓе? Ако сите кафетерии станат со врата од 1000 денари влез. Или оние кои има да платат, ќе платат, тие што нема да платат, ќе вртат по улици. Значи, буквално кажано народно, треба да знаеме што е кафетерија, што е сладкарница, што е дискотека и тука да ги разграничиме комплетно сите работи. Па јас искрено се надевам дека жал ми е што не е така средено се уште. Јас мислев дека овие работи одамна се апсолвирани во македонското општество. Вие имавте пред известно време еден поинаков случај, не знам како треба да се спомне, но зошто да не еве, вие повикавте една голема балканска звезда своевремено да настапува во вашиот град за тиквешкиот гроздобер, нели? Па потоа дојдовте во конфликт, ако така можам да наречам тоа, со македонски изведувачи кои што беа лути зошто сте викнале српски звезди и сега ви се случува ова некако обратно. Во целата работа вие излегувате тој во кулуарските кругови. Само една работа, нас Ацо Лукас, што го спомнам, не ни е таргет во цела ситуација. Ова е добро да се расчисти. Значи, нас не е таргет, се нашол... Нас се нашол како изведувач. Можеше бил и некој друг изведувач. Нас не е таргет како институции и како општина безбедноста на самите посетители во објект. А ако може да дојде и шокира, нека дојде. Ако неговиот менаџер или организатор го пријави регуларно неговиот неговиот ангажман за настап, он ќе нема никакви консефлејци, продолжил со концертот, само може би се испразнеле. Но не е чудно тоа да се случило со човек кој што нас направил 20.000 концерти во животот. Ја не ги знам како ги правил концерти, али е тука направил пропус. Да се вратам на претходниот разговор. Вие, ако не се лажам, ги средивте односите конкретно со пејачот што беше најгласен. Мислите на Спасен, така? Да, на Спасен Силјановски, многу интересен лик во секоја смисла на зборот. Меѓутоа, ги средивте некако работите? Значи, тоа поштен спонтан разговор по медиуми и по сите работи. Јас само се оградив дека тиквешкиот гроздобер не е роштијара. И стоам позади тоа дека не е роштијара, дека е настан кој што е најстар во Република Македонија, со културно-уметнички настани, со закружување на извини со кинење на првиот грозд, со шира, значи имаме традиција. Има традиција, да. Да, и покрај тоа имаме забавен културен дел и у забавниот дел ние сегаш гледаме да понудат повеќе настапувачи делот и гарантирам дека во тиквешкиот гроздобер, покрај ударните звучни имења, имаше уште 12 македонски изведувачи. И нигеш не било без македонските изведувачи. Во делот на она, дали треба да викаме ние странски изведувачи? Да, треба. Дали треба да ги стигнеме странски изведувачи? Се согласувам во целост. Дај да работиме
не спасен. И уште 5 души како спасен да се етаблират на македонското тло, а да може да излезат и надвор и да бидат популарни, да бидат звезди. Така да би рекол, љубовта, музиката немаат граници и немаат крај. Ја би сакал да дојде и грчки пејач, и бугарски, не знам, и од било која друга држава кој ќе настапи и ќе донеси народ за да го оправдаме гроздоберот и да оправдаме цела ситуација према оние спонзори, према виното, према културата на виното така, и така. Градоначалнику не се вадат фантастични суми за што се исплаќаат новие пејачи. Ја ќе ви ги кажам сумите јавно, нема што да ги зборуваат за кријам. 100.000 евра, за огромни пари кои што навистина се од тоа општина Кавадарци во овие 8 години најскап изгледувач што ги има платено до сега е мисля Чине Марија Шерифовиќ. Околу 38.000 евра со бенд, со сите работи. Претходните изведувачи до ланста година имаа многу пониски цени, а сега веќе цените одат нагоре, не знам од која причина, се движат, значи ние сме платиле, не знам, Здравко Чулеќ 20.000 евра, Цета настапувала за 35.000 евра, Јелена Розга за 15.000 евра, и ред други изведувачи кои сме ги имале во делот на Лепа Брена без па ја дали ги оправда тие давачки за многу е тешко да кажеш за еден уметник или една уметничка душа дали ја оправдала сумата. Да, според мене ја оправдала за тоа што привлекла 50.000 луѓе и дали кај вас направила концентрација на луѓе. Концентрацијата на 50.000 луѓе била расположена, се испило 30 литра вина, без никаков инцидент, без никакви глупости и биле запазени сите мерки и протоколи како што треба да бидат почнати и завршени. И многу битно е тоа што тие истите уметници или музичари кои што настапуваат, ние остануваме со нив пријатели, во делот на они знаат дека до година не може да ги викнем истите, без разлика. Меѓутоа, многу од самите настапувачи не ни си дозволуваат сами да настапуваат на отворен простор, без карта, не наплатени за тоа што тоа е како еден спортист. Они се трошат. Ако дојдат 50-60 луѓе не платиле карта, а они може тоа да го направат со 6 концерти во Борис Трајковски, 5 пати повеќе ќе го приходуваат целиот нивен ангажман. Така да јас тука не можам да мерам колку е точна цената или сумата на вредноста на еден настапувач. Не мисле во пари, мисле во крајниот резултат. Според она што ги имаме како анализи и според бројките кои што ви кажуваме дека над 1.000.000 евра во 3 дена во Кавадарци се слеваат средства од делот на забави и од сите работи од луѓе надвор од Македонија и од Кавадарци, за нас е комплетно оправдано. Тоа значи дека и во следните години, со оглед тоа ќе бидете градоначалник уште најмал за 4 години, повторно ќе викате луѓе од странство, звезди, пејачки? Значи, ако ме прашате, значи во тој дел јас не одлучувам лично. Во делот на делегирање на надлежноста, да викаме јавен повик, па повикуваме на јавен повик и на тој повик на јавен повик се јавуваат компании кои што нудат нивна програма. Никогаш името на изведувачот ние не го знаеме однапред. Имаме буџет формирано и врз основа на буџетот ни нудат повеќе опции, што го разгледуваат на Комисија за култура, се разгледува на Совет и врз основа на тоа после тоа настапуваме од тие 3 опции да видиме па тој музичар дали е тој период па слободен. Значи ова не е музичка желба на градоначалникот. Вас ви се допаѓа да го викнете Дино Мерлин и сега Дино Мерлин ќе го носите. Значи моите музички желби си ги барам на YouTube, можеме секој ден си ги пуштам и така да нема моја музичка желба да биде на јавен настап на концерт или да биде на јавен настап на плоштад. Не дай Боже. Така. Ајде сега се префрлиме на вашето градоначалникување. Вие сте веќе 8 години. И тука само уште ова би додал, да, мислам дека да не излезе дека не кажавме или кажавме. Ја би го поздравил и менаџерот на Аца Лукас и Аца Лукас како еден музичар од кога сум бил дете го знам, знам за себе, знам за него, кој што има милион песни, милион албуми, милион настани и учествувал и на јавни настапи и на Пилофест и на сите други организации. Мислам дека не треба да се омразува со македонската нација популација. Не треба да се омразува со македонската влада и да кажува додека таа влада е таму, јас не настапувам. Таа влада не ја бирал ниту он, ниту неговиот менаџер и одбрала владата народот на Македонија. И мислам дека владата е најтранспарентна во овој дел, дека секој има право да организира настан кој што е регуларен како настан. И на крајот од денот, уште повеќе замерувам, значи хронолошки, на сите анализи што се случија во Кавадарци, они најавија
настап во Скопје, каде што сите пари ќе ги донирале на закочени на настраданите деца или луѓе на семејства. Тај ве молам, немојте да ги валкаме имијата на настраданите, затоа што болката на целата македонска нација е преголема, најголема на кочени на семејствата, и верувајте дека немам ниту легитимитет, ниту храброст да зборам на таа тема, а на тие семејства ништо не може да му помогнеме во делот на она што ние ќе направиме концерт, па било кој нека дојде изведувач, или ќе собереме 100, 200, 300 или 500 евра. Еве, завчера испадна Црвен крст, кажа дека има 11 милиона денари нераспоредени пари, така? Не му требаат пари на тие луѓе, освен оние кои се лечат. На тие луѓе му треба утеха и од државата, и од нацијата, и од сограѓаните, да испадне правдата на веделина, и они се свесни дека нивните деца, роднини, пријатели, внуци, браќи и сестри нема да ги вратат никогаш назад. Така да не ги злоупотребуваме овие моменти, дека ќе направиме концерт, а парите ќе ги дадеме донација. Јас да сум, не би прифатил таков концерт, затоа што нема потреба, државата е спремна, или општините се спремни, или народот наш македонски е спремен да помогне на тие семејства во секој поглед. Мислам дека господинот Аца Лукас и неговиот менеджер направија многу погрешен пиар, но тоа си е нивна работа. Абсолютно, да. Јас мислам дека се држат за делот што го разбираат, за пеењето, нека пеат и нека ги почитуваат законите тамо каде што пеат. Неодамна видов една свирка од истиот господин Аца Лукас во Швајцарија. Сигурен сум дека во Швајцарија и тоа како сите можни правила морал да ги испочитува, воопшто инаку не би се нашол во ситуација да пее во таа земја. Па, верувам дека нема пропусти направено таму, пошто ако имало пропусти направено, немало ни да влезе во Швајцарија, не а камо ли нешто друго. Морам да ве прашам, градоначалник, 8 години сте веќе, трет мандат сте во Кавадарци. Јас како скопјанец многу не знам за Кавадарци и јас се запрепастив од информации кои доаѓаат до мене дека Кавадарци во овој момент е толку напредно општество, сега одиме малку на фалење, што нема да кажам од кои градови, но други и поголеми градови во државата, граѓани доаѓаат се селат во Кавадарци да работат. И да живеат, не само да работат. Ја морам да кажам дека Кавадарци 2017 на крај кога го земав на прва функција градоначалник, дека и не беше ни лоша општина, не може да кажам дека од мене испадна топла вода или измисливме. Имаше добра подлога. Добра поставена подлога со добри компании, добра економија. И Кавадарци по брутто домашен производ е втора општина во учество на полнењето на БДП-то во Македонија. И тоа кажува многу. Тоа кажува многу дека невработеност во Кавадарци нема, дека има компании од голем обем. Би ги спомнал Дрекстер Мајер со 4.500 вработени, ИГМ, кој што го кажам, месометална индустрија над 700 вработени, Тиквеш винарите со над 400, до некогашниот Фени комбинат кој што работеше со 800 луѓе, сега е со 200 во некој стендбај, не произведува. Имаме 2 фабрики за производство на вода на наша територија, тоа е нашава компанија Кожучонка, Кодинг со Горска, транспортни компании, производни компании, преработувачки компании, така да малте у Кавадарци невработеност нема или евидентност има негде на 1,6% невработеност. Тоа е ништо, реално, да. И платите во Кавадарци се драстично повисоки надвор од Скопје со споредбено со други градови од исти обем или од иста големина, што ни дава за право да кажеме дека тоа е добро. И развиженоста во Кавадарци и животот во Кавадарци на секој ден на едно високо ниво, што кажува дека луѓето се полабави во делот на нивната економија и може да си прушта да движат. Исто така би кажал е по број на автомобили. Ако сакате, значи 18.500 регистрирани автомобили на 38.000 жители. Зборам на автомобили само. Башка товарни, башка било што. Тоа е сериозна бројка. И мислам дека Кавадарци се развива во последниот период многу добро. Значи во овие 8 години инфраструктурно од колекторски системи, атмосферски канализации, велосипедски патеки, пешки патеки, уредување на кејот, спортски сали. Значи за 8 години 8 спортски сали изградивме. Мислам дека вака, ако се сетиме во времето на претходната влада, ни една спортска сала не се изгради од државата, ние изградивме за 8 години 8 спортски сали. Прва општина, кога дојдов градоначалник, имаше капацитет општината 540 дечиња, околу 400 чекаа да листа, што нигаш не добиваа можност да бидат примени. Сега имаме капацитет од пред 3 години 1500 дечиња, а имаме потреба од 1200. 300 имаме резервни капацитети за
за деца. За тоа може да ви позавидат многу во Скопје сигурно. Не во Скопје и надвор од Македонија има Апсолутно, градови да. каде што нема редовен прием во градинки која што е со повластени тарифи преку Министерство за труд, социјална политика или сега труд и демографија како се вика бата. Добро, човек, како се постигнува? Вие фер рековте дека имаше подлога веќе, Кавадарци е од претходно окей место, меѓутоа за да стане привлечно и за луѓето што се надвор од Кавадарци мора навистина тамо да дојде до одреден бум. Гледате, јас првата програма кога ја направив реална програма и втората и третата, најреална програма, нема ништо нададено подадено. Првата програма ја реализира за 2 години. Очекував да биде многу полошо у јавната администрација, у јавните предпријатија или било каде, меѓутоа дојдов се прием пречек од администрација, од луѓе во јавното предпријатие и домачински работи. Не знам дали знаете, мислам дека можеби многу малку знаат дека општина Кавадарци поседува јавно предпријатие, тоа е ДОЕЛ предпријатие, друштво со ограничена одговорност, формирано од општина Кавадарци преку јавното предпријатие, кое што има 5 мини хидроцентрали. Ја ги доградив една, пред тоа беа 4 изградени и сега имаме 5 мини хидроцентрали. Месечниот приход од производство на електрична енергија, од водата за пиење која што доаѓа во Кавадарци по гравитација, нас не е 7 милиона денари. Значи секој месец или годишно имаме близу 100 милиона денари приход, чист приход по вода од гравитација за производство на електрична енергија. Кажи ми една друга општина што има таков приход, нема. Не знам, верувам дека е така. Да. Значи јебе екстра приход, домачински работење, едно јавно предпријатие. Нема башка водовод, башка канализација, па не знам, башка зеленило, башка ова. Еден директор, едно јавно предпријатие. Тоа е правилен начин според вас? Според мене правилен начин, зависи до обемот на општината. Не, ова Во една како Кавадарци, во да. тој обем може така да се работи. Еве го функционира на 40.000 жители, Бидејќи во на Скопје 300 вработени, да. на 300 вработени и единствено јавно предпријатие. Што е во добивка? Со 400-500 евра годишно заврши сметки заработка таму. Да. Имаме добивка. А тоа е благодарение на производство на електрична енергија. Кој што ја правим. И водата во Кавадарци по метар кубен е 28 денари, а во Скопје 47. Значи вие плаќате двојно поскапа цена на вода него во Кавадарци. Бенефитот го користат луѓето и граѓаните врз основа на дополнителните приходи од акумулирање на приходи и врз основа на домачинството работи. За хигиена да не збориме, мислам банално е. Сите збора дека е Кавадарци. Да не збориме за изградбана инфраструктура, од 2 семафора се ги имаме 12 трскаци семафори. Од еден кружен тек се ги имаме 11 кружни текови. Нема. Таа вечна приказна за нема за семафорот. Семафор, ма мислам дека гравитацијата реготно така е поставена да нема семафор. Од влезови средени, улично осветлување направено. Кога дојдов имаше 4200 светилки, сега има 9500 светилки Кавадарци. Добро, градоначалнику, некој ќе рече, вие сте успешен бизнисмен, дури може да се каже повеќе од успешен бизнисмен, не сомнено, ви воопшто немате потреба да се занимавате со оваа работа. Можете, како и други луѓе, да речете, знаете што, добро ми оди ова што го правам, моето слободно време ќе си го користам за мене и за лично угодување, вие со оглед на фактот дека водите огромна фирма и водите град, вие и тоа како го искусувате вашето слободно време, вашиот приватен живот? Тоа е, не знам како да кажам, карактер или тоа е човек кој што сака нешто да направи, што сум кажал сега, значи најбитна работа е кога правиш нешто за некој друг или дадеш нешто за некој друг да се чувствуваш како за себе. Поубаво чувство нема у животот и кој го доживеа тоа чувство, мислам дека е најсреќниот и најдобриот човек на светот. Не сум ни јас супериорен или не знам негрешен. Меѓутоа, тоа чувство првпат го почувствував 2008 година кога имав можност да бидам титор и председател на иницијативен одбор за изградба на нова црква во Кавадарската петка. Од претходниот градоначалник Сандар Панов, заедно со владикава, почнавме и за 4 години изградивме соборен храм и го осветивме за 5 години. Што беше рекордно време, со сите запазени процедури и целиот град, и сите фирми се вклучија, а не ја крием ни сумата, негде околу 2 милиона евра беше цела инвестиција. Мене тоа ми беше гордост и задоволство. Кога се осетив зрел и доволно искусен да можам да се тргнам од фирма, а постави не работи од фирма, решив да одам за кандидат за градоначалник, а еве ќе ви кажам просто зошто сум решил, затоа што мене во животот многу работи не ми се битни и не ми значат, освен оние кои што му значат на секој еден човек. Се разбира. Семејството да биде скромен, здраво, нормален, семејство, другари, да. пријатели, фирма, тоа е едноставно, еднаш годишно одам на одмор, еднаш годишно одам на зимување,
некој викенд и тоа е тоа што функционираме како нормални луѓе. Потекнувам од едно семејство кое што, средно просечно семејство, баба и дедо ми бил зидар, баба ми е домачинка, мајка ми работела како продавачка, татко ми како механичар, па отвара приватен бизнис, чичко ми Германија 37 години, покојни чичко ми татко ми сега. И 93 година почнуваат приватен бизнис од нула, не наследство од држава или било како, да произведуваат вода. Една идеја страшно у 93 година да има со визија да правиш вода. Благодарение на... Значи не сте вие од оние олигарси што ги спомнуваат? Немаме од државно приватизирано ништо. Сега од прв камен до последно све е правено. Но вие сте направиле практично бизнис империја сега, да сме реални, да. Гледај, бизнис империја не би ја рекол. Зошто не би ја рекол? Затоа што во фирмата е мое, тоа што значи оснивачки влог и тоа што значи добивка, ако не ја реинвестирам, да ја земам како добивка и дивиденда, толку да земам пари колку што ми треба да им функционира семејството, да ги гледаш децава и сега нормално да си пруштиш нешто во животот кое што сепак треба да на некој начин бидеш до некоја граница да функционираш. Од целата таа поука и кога видов дека направивме фирма со 400 вработени, со турновер од 30 милиона евра и се, и кога чувството на јавен интерес и она го видов дека го поседувам и сакам да помогнеме да направиме нешто друго, јас се одлучив да бидам кандидат за градоначалник и тоа беше најголемиот напад на Социјалдемократскиот сојуз, дека јас сега кога сум дошол градоначалник, ќе го окупирам градот, покрај тоа сум имал капитал, пари, фирма и луѓе, сега и општините тоа ќе било ајде да не кажам со кој ме споредува. Па мора да кажем има такви примери дека ќе бидете вие сопственик на град практично. Да. А меѓутоа, ева, после 8 години градоначалник, јас третиот мандат го добив со 75,2% од излезеност поддршка. Со една максимална поддршка што не може да биде и повише. Но не сте феудалец, сакате да кажете? Не. Не, и немам потреба. Затоа што моето кафе кој ќе го испием и вашето кафе, а го испиеме заедно ми е подобро и посреќно. Разговорот ми беше во тој контекст дека државата и моите предци прво ми возможиле да створам семејство, а ми оставиле фирма која што користи на некој начин подсвесно можеш да ги имаш сегаш и да знаеш дека ја користам едно благо на државата кое се вика вода. И да користиме како концесија, ја произведуваме и ја продаваме на македонскиот пазар и ја продаваме и надвор македонскиот пазар. И сегаш у фирма или у општина сум кажал едно исто. Тоа важи за секоја институција, тоа е моја економска воспитаност или домашно воспитување. Вика, ви дадовме плата. Тоа е грешка израз. Си ја заработија плата во луѓето. Ако луѓето не ја чувствуваат фирмата или институцијата или било како своја и не гледат перспектива и не гледат сигурност, компанијата виси на колапс. Компанијата е на сите вработени кои што придонесуваат од компанијата, добивката која што ја створе компанијата имат придобивки и вработените екстра, а добивката која што може да се ја земат собствениците како дивиденда, ќе одлучат заеднички, а ако не остават поголем дел за реинвестиција, рачунај дека твојата компанија или фирма или општина или било што за 5 години ќе ја согази времето. Така да има примери на многу успешни фирми што стана нула, а има примери на нула фирми кои што дојда на една позиција каде што не можеме да кажеме дека кога ќе спомнеме приватен сектор дека тоа се олигарси, тоа се криминалци. Тоа е она лоша перспектива дека сите во оваа држава што имаат пари се всушност луѓе што нешто негде негде украли или нешто негде излажале. Парите се безвредни ако не ги употребиш у прав момент на право место и ако не ги употребиш, ако ги злоупотребиш парите, тога замеси хулиган или било што кој што треба да направиш. Имаше еден период во, не сакам да премногу да политизираме во оваа емисија, воопшто тоа не беше идејата, но мајме да ве прашам. Имаше еден период во времето на претходната власт со која што и оваа телевизија, односно оваа емисија, нема да речеме, оваа телевизија имаше големи недоразбирања, се обидуваа некако да ми наметнат дека вие со нив шурувате, дека играте со нив. Меѓутоа интересно, еве се покажа дека вашата матична партија и тоа како ве поддржа Иво Нофман. Ние тоа го зборавме малку и пред емисија, да. И јас ќе го образложам у кратки црти за тоа што кога влегов како градоначалник 2017 година на 1 ноември ми беше дадено првото уверение на роден ден. И верувај ми, од тогаш наоѓајќи сегаш ги добивам уверението на роден ден. Дали е случајност или не сум. И меѓу единствен градоначалник на град и уште две општини, мислам дека тоа беше имаше ВМРО ДПМН. Постоа нели беше конгрес, па господин Христијан Мицковски дојде председател на партија, јас еден од подпредседателите, а тотално неискусен во политика и тотално ставен во заблуда.
Верувате дека првиот месец и два и немајќи совет. Ја бев малцинство во совет. Во советот, така. Јас го имаше мнозинство. И секога дојдев во таква позиција, ја викам сега сум во една шахмат позиција, може да бидам најдобриот, најумниот, најсе, немаш совет, централната власт е на другата страна комплетно. И може да бидеш блокиран, се И разбира. може да бидеш блокиран, а за тоа да страдат граѓаните на општина Каваци. Мора да најдам компромис и со мојата матична партија, и со тогашниот председател на партијата и сега премиер Христијан, да јас се тргнам од подпредседател, нормално во договор со него и на барење на председателот, за да не штетам на ВМРО-ДПМН во моите изјави и политики дневни, а при тоа да не штетам и на граѓаните на општина Каваци. Сепак јас сум градоначелник на сите граѓани на општина Каваци. Но морате да го глотнете ова како горка пилула што се Не го вели. готов, тоа се стоеше тука така како во грло и така 6 години си функционирав. Ја успеав како градоначелник за граѓаните на општина Каваци во една опозициона состојба да извлечам 14 милиона евра за општина Каваци. Од власта. Проекти, Така е. мостови, реки, кејови и ред други работи. Нешто што е видливо впрочем. Апсолутно. Сега замисли како се ставиме во друга ситуација. Ако јас имав комплетно недоразбирање и од сегашниот премиер и председател, и недоразбирање од секретарната власт, граѓаните на општина Каваци беа 5 години назад, градинки че немаше во секоја школа имаме сега спортска сала. И во секое село че немаше спортска сала, че немаше спортски терени, немаше да имаме фудбал, ракомет, кошарка, управа лига, нема да имаме инфраструктура како што имаме сега, немаме да имаме најчист град во Македонија, немаше UNDP да помага со $200 сега, па со 300, па со 400 во делот на спроведувањето на еколошки проекти. И кој ќе страдаше? Ќе страдав прво јас како вообитна политика, што најнебитно е за мене. Меѓутоа ќе страда А сите граѓани ќе страда и ќе бевме назад со 7-8 години, како што, еве слободно ќе речем, како што сега ВМРО-ДПМН ги наследи пред година и пол од централната власт со минус 20 скали. Значи година и пол да дојдеме до нула, сега од нула да тргнеме напред. Интересен став и морам да признам дека ви даде резултат. Морам да ве прашам нешто, сосема сме на крајот на емисијата. Обично колегата Сречко Поповски сака да ги става во неговата емисија дел од оние ваши дебати во Советот. Многу непосредно, јас морам да признам начинот на кој што разговарате тамо, понекогаш некој може и да се подсмева, меѓутоа делуваат многу автентично. Зборувате за теми кои што се однесуваат на градот и се расправате. Некој се смее, некој вели вака или онака, но се расправате за суштински проблеми на еден едноставен начин, така да речам. Советот на општина Каваци во моментот имаме ние ВМРО-ДПМН со коалиција 12, и СДС има 20 советници. Што е катастрофа за нив. Така е. Левица 2 и има 2 независни и еден има знам. Вие имате Ние сега контрола. може да се понашаме као паши. Нема да го дозволиме тоа како Демократска христијанска партија ВМРО-ДПМН, ние ќе дадем подадена рака на секој. Во интерес на општината, во интерес на советот. Ама секој што добро намерен. А да дојдеш на совет да ми кажеш ти има фризура као Ким Јонг, И тоа се случуваше. ја не му се лутам. Му викам добро што ме споредуваш со некој, а жално што јас тој нема со кој да го споредам. Затоа што ништо не изградил у животот, ништо не направил. Фризурата е најмалку важна. Фризурата е најнебитна. Тој Јорце Георгиевски може да го Да. посведочи. Баш така. Да, добро. И сега, кога треба се објасни без некоја работа, вика, тебе ти беше желба, не знам, Теата Ирвич да пее Цеца, ни Цеца ми е желба да пее, нит Лепа Брена ми е желба да пее. Мене ми е желба народот, од оваа црна хроника кој што го удавивме минатите За жал. 7 години, да го излечиме малку, да го тргнеме и оваа младина да остане на еден поправ правец. Не зборам тука само за музика. И за образование, и за забава, и за култура, и за се што може да организираме за да имаат светла точка. Добро, некој ќе ви замери за естетиката на овие пејачки што ги спомнавте, некој смета дека турбо фолкот е генерално лоша музика, меѓутоа идејата за забава секако стои. Идејата За релаксирање, забава стои и многу битно е да не даваме лажна надеж или ние да кажеме дека ние можеме да го донесеме тој уметник или овој или оли било како. Еве што ми кажа едно прашање, што значи Дино Мерлин, што значи Цеца? Мене малку не тоа ми е исто, имал покултурна музика. Која е по таа покултурна музика? Да, добро, ова е веќе прашање на вкус, меѓутоа отприлика тука е негде, Значи, да. пак збориме за вкус. Така. Ова е 200 евра, ова е 40 евра. Значи, моментот на Советот, ние имаме една хармонија во Совет
И мене ми е најбитен моментот кога мојот омилен лик у Советот, морам да кажам дека ми е омилен, тоа е председателот на општинската огранок, мислам дека се викаат Социјалдемократскиот сојот, сега е советник. А вториот советник знаеш кој е? Екс-председателот. Добро. Значи председател и екс-председател се двајца советници. Да. Што тоа кажува за нив? Ја председател сум на општинска организација, он екс-председател, ние сега советници. Кај ви е публиката? Кај ви советници? Кај ви е членство? Лошо зборува, морам да признам. Апсолутно. И сега тој лик, кога ќе дојде у фаза да почне да објаснува нешто и ќе заглави со објаснувањето, ја морам да се спуштам на тоа ниво за да ја релаксирам малку ситуацијата, буквално, и да кажам нешто што морам да му го на некој начин доловам моментот дека не е во ситуација да го збори тоа што збори. Се разбравме. Последно прашање, за неколку дена е конгресот на ВМРО ДПМН токму во Кавадарци. Да, баш во Кавадарци на 6 декември. Така, подготвени сте? Се подготвуваме, начални правила, директиви дадени од централа, активно, сериозна партија сме, најголема во државата и мислам дека тоа ќе биде еден од подобро организираните конгреси на ВМРО ДПМН за прв пат у Кавадарци, кој што пред се честа и задоволство ја доби општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, него доби Мирко Јанчев, значи тоа е чест и почит на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, а нормално ние како чинители на тие општински комитети и функционери имаме крајна благодарност према председателот, према извршниот, према централниот комитет, кои што ќе ни дадат можност да бидеме домаќини и дел од организирањето на тој конгрес на ВМРО ДПМН, кој ќе остане во историјата на еден конгрес кој што треба да биде успешно завршен и да биде токму во Кавадарци и гордоста, пак ќе повторам, на крај на кавадарчани. Затоа што ако пред 8 години прашавте за Кавадарци, можеби не знаевте кај сме, а сега Кавадарци е една тема на разговор по позитива. И тоа како е на мапата, апсолутно се согласувам. И во делот на економија, менаџирање, забава, во делот на инфраструктура, во делот на случувања на позитивни моменти. И така ќе продолжиме, а она што кажавте дека не сте били у Кавадарци, јас уште во прв момент ве канам да дојдете за да видите разлика. Ке поминам со задоволство, Митко Јанчев као началник на Кавадарци и благодарам за овој пред све ми се чини искрен разговор. Ја мислам дека поискрено не може да биде. Знаеш дека не се спремам без емисија, се избориме најнормално и така почитувам и практикувам да биде секоја една моја изјава дадена или мој интервју без разлика и се додека со граѓаните разговараме искрено и разговараме отворено, мислам дека знаат да го ценат и знаат да не проценат кој спично сме. Ви посакувам среќа во понатамошната работа и почитувани гледачи, на вас ви кажувам дека тука е крајот на оваа емисија. Утре во 15 часот се разбира репризното издание. Јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.